вечер во Ландово. Добро вечер победничко во Ландово. Добро вечер ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, драги пријатели. Собрани сме по повод кампањата која што треба да се круниса на 11 декември со една голема историска победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Драги пријатели, кога ве гледам собрани во толков број, кога ги гледам и слушам реакциите на народот, на граѓаните, што тој мисли и кажува, тогаш знам дека вредеше. Вредеше секоја минута помината во борба против деструкцијата, против уривањето на вредносниот систем на држава. И покрај сите лични навреди, етикетирањето и црната кампања, протестите, демонстрациите, ние останавме со ладни глави. Да, вредеше, поради тоа што и покрај се што се обидуваа да го извршат, покрај сите подценувања и манипулирања со народот, народот остана со нас, со ВМРО ДПМН и со коалицијата за подобра Македонија, затоа што народот е мудар, знае, расудува, разбира, препознава. Сега е полесно. Сликата е веќе кристално јасна. Причините за најтешката политичка криза која ја зафати државата, за тоа зошто Заев прифатил таква улога и кој е вогот во сето ова, веќе јасно се отсртуваат. И тоа не е некој маоски муабет или некој разговор на некој доцен партиски состанок, туку една опасна и штетна идеја на Заев за рекомпонирање на државата, и таа веќе има и пишан трак. Тој, идејата за зголемена надлежност и автономија на општините, како и рекомпонирање, си ја напиша и во памфлетот кој го нарекува План за живот. Има пишан документ, без око да му трепне, кажа дека во државата мора да има поголема самостојност, полиглавни општини од политипен карактер, како и редефинирање на културата која за него било етноцентрична. Добро одбрани зборови, луѓето веднаш да не ги препознаат, да ги замаат, да кажа дека не е тоа, во суштина приказната е една тиста со намерите за кантонизација на Македонија. Гледам дека прилично е возбуден кога зборува на оваа тема, како да е некое ново откритие, по чие применување мед и млеко ќе тече низ улиците. Не знам дали така го важеле менторите, кои го користат како инструмент, или тој навистина верува дека кантонизацијата и двојазичноста на цела територија би бил еден одржлив концепт, па затоа верува и ветува дека план за живот, по кој се ќе биде полесно. Но јас ќе се присетам на еден мој познаник од босанско потекло, кој сега живее во Америка, со кого неодамна се сретнав, и ми раскажува, па вели, ние имаме во Босна кантонизацијата и многу добро знаеме што значи. Кога ја воведувавме, не лажеа дека ќе јадеме од златни лажици, а сега луѓето таму немаат леп да јадат. Тоа ни донесе таа кантонизација, а им донесе и постојани немири околу тоа ќе остане ли Босна цела или ќе се одвојат некои делови од Босна, затоа што континуирано има интенции, има намери за одвојување на одредени делови кантони да бидат самостојни или да се приклонат кон друга држава. Тоа нам во Македонија не ни е потребно. Ние си имаме суверена, унитарна Република Македонија, земја која оди напред, економски закрепнува, со влада која се грижи за народот, со влада која што прави максимално да помогне за подобрување на животниот стандард на населението и за зацрстување на државата. И кога зборуваме за оваа тема, би посочил дека не се работи за некоја секојдневна кампања
или кампанска и изборна тема, на која се препукуваме, туку на вонредно важна и опасна идеја за државата. Значи, не се работи за нешто што сега ние го користиме во кампања. Знам дека многу луѓе помислуваат дека ова е сега некоја тема во кампањата, некоја негативна кампања на ВМРО кон СДСМ. Ке беше добро да беше така, но за жал не е така. За жал, токму сега Зоран Заев пред изборите ги откри сите карти, за да можеме да им кажеме на луѓето што ги очекува. Тој тоа го започна уште на времето кога кажуваше дека треба да ги свиткаме кичмите. Се сеќавате на неговата изјава дека треба да се свитка кичмата. Подосна продолжи со разни други идеи, за двојазичноста, даваше примери кој како треба да учи во Струмица и така натаму, но конечно сега, особено после неговиот настав во Швајцарија, се отворија картите, станаа појасни и дојде моментот кога ВМРО оцени дека треба убаво да се објасни што тие планираат. Убаво да се објасни што значи кантонизација. Кантонизација, за оние кои се уште не знаат, значи дека во државата ќе има неколку региона, 5 или 6 или не знам колку. Секој ќе има своја влада, секој ќе има своји институции и ќе има една сојузна влада која ќе се занимава со надворешната политика, со војската и веројатно со валутата. Се друго да биде во рамките на тие влади, значи влади на кантоните, парламенти на кантоните, плюс сојузен парламент, парламенти на кантоните. И тие кантони, нивните влади, ќе имаат право да донесат одлука за распишување референдум за осамостојување на некој од тие кантони. Сега можете да замислите, знаејќи какви радикални структури постојат во Македонија, кои за среќа за сега немаат подршка од граѓаните, но не знаеме како може да биде понатаму, што ќе се случи ако дојде на власт или се кандидира за премиер на некој кантон, некој радикален политичар, кој ќе сака отцепување на тој кантон. Еден кантон да се отцепи, готова е Република Македонија. Тоа веќе не е Република Македонија. По него ќе има и втор, по него ќе има и трет, и приказната за нашата држава е завршена. Затоа, драги пријатели, го дигнавме гласот да објасниме и да кажеме што е тоа што му го потурнале на Зоран Заев, ветувајќи му дека ќе му помогнат за премиер. Нели тој кажа одгоре, некој му во оние СМС пораки што ги праќаше до мен дуктачи, кажуваше дека го спремаат од надвор, некој одгоре. Еве што го спремаат. Ние тебе ќе ти помогнеме за премиер, ти нам подосна за кантонизација и за тоа што нас ни е важно. Затоа, драги пријатели, ни кичма да виткаме, ни кантони да смислуваме, да си ја задржиме унитарноста, сувереноста, целовитоста, независноста. Тоа е добро за сите граѓани, и за македонците, но добро и за албанците кои сакаат да живеат во оваа држава, со овие граници. Добро и за турците, и за ромите, и за бошњаците, и за србите, и за власите, и за сите останати. Секој што си ја сака оваа држава и својата иднина, иднината на своите деца, ја гледа во оваа држава, го има за сојузник ВМРО ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија, ми има за сојузник мене. Независно дали е македонец, дали е албанец, дали е турчин, ром, србин, влав, бошњак и така натаму. Затоа велам, не се работи за некоја секојдневна кампања или, не знам, користење на изборите, па сега да направиме нешто против нив. Се работи за нешто што стана толку јасно, што ние имаме одговорност и не смееме да не го предочиме на граѓаните. Секој граѓанин не е должен да биде политички образован и да знае се, да знае детали што се кантони, што се федерални единки, какви органи имаат и така натаму. Но наша задача како луѓе во политиката е тоа да го знаеме, да предупредиме на време, да има рано предупредување. Ова што говориме во овие 4-5 дена е рано предупредување за сите граѓани на Македонија, не само за македонците, и за оние албанци кои сакаат во оваа држава да живеат. За среќа, она што Заев не го пресметал е тоа дека тука постои народ кој е доволно мудар за да препознае едно вакво сценарио.
И одговорот на сето ова ќе следува на 11 декември. Еден историски громогласен одговор. Одговорот ќе биде силен и јасен, бидејќи за државата се работи. Македонија нема да дозволиме да стане експеримент на поединци. Македонија се сите нејзини граѓани кои ги интересира подобар живот, повеќе можности, решавање на проблемите. Драги пријатели, силата на народот е тој непробоен браник, кој секогаш во времињата на најголемите искушенија за државата ја одржал стабилна. Народот секогаш кога бил подценет, го давал најгласниот одговор. Така ќе биде и на овие избори на 11 декември. Заев вчера сам си се прогласи за иден премиер, но она што заборави е дека во оваа држава има народ, има луѓе, има граѓани, на кој му припаѓа сувереното право да одлучува на избори. Нема власт без одлука на народот. Тој не може да се заобиколи, колку и тој тоа да го посакува, да го заговара или да го договара со тие што ги нарекува одгоре. Овие избори се и шанса да заврши политичката криза. На нашиот народ, на нашите граѓани, им е потребен крај на политичката криза и политичка стабилност за Македонија да оди напред. Но верувајте, клучна гаранција дека ќе заврши кризата е ако ВМРО, ДПМН и коалицијата добијат 63 пратеници во парламентот. Тоа е сигурна гаранција дека кризата ќе заврши сега во декември. Дека сценаристите ќе си се повлечат, ќе видат дека тоа не оди така. Заев ќе си го добие одговорот и ќе се врати во Струмица да си ја гледа својата работа и приватниот бизнис. Драги пријатели, повторувам, за нас во моментот е најважно кризата да заврши, а таа не може да заврши ако немаме 63 пратеника за ВМРО, ДПМН и за коалицијата. Сценаристите и Заев, ако ги немаме тие 63 пратеници, ќе продолжат да се обидуваат, ќе продолжат понатаму со разни сценарија. Мора овој народ да им стави крај. Мора да им ја испрати пораката и директно во лице да им каже не може тоа што го барате од нас. Може би во овие мигови некој од вас се присетува за некои работи што сме ги направиле, нешто со кое не сме исполниле некои ваши очекувања. Но и сите вие знаете дека немало задна намера во тоа и дека го даваме секој атом од нашата сила да ги решаваме проблемите. Тоа не е доволна причина да не се излезе на овие избори и да не се гласа. Знаете дека даваме се што е во наша мог секаде и секому да помогнеме. Невозможно е да се решат сите проблеми и сечии проблеми, но клучно е дека прв пат Македонија во овие 10 години доби влада која дава се што е во нејзина мог секому и секаде да помогне. Тоа треба да се почитува, да се награди со гласање на 11 декември и да се продолжи понатаму со такво и со посилно темпо. Секој глас одлучува и нам ни е потребна подршка за крај на кризата, за крај на деструкциите и на уцените. Драги пријатели, гласете на овие избори за оној со кој имате најблиски политички погледи. Многумина се неопределени и се мислат за кого да гласаат. Најдобро е да се запрашаат со кого сепак имам најблиски политички погледи. Не припаѓам ни ваму, не припаѓам ни таму, гласам како што мислам и како што секој избори ќе помислам дека е најдобро, но ајде да размислам со кого имам најблиски политички погледи. Дали во делот на економијата, дали во делот на образованието, на здравството, на чувањето на државата, безбедноста, борбата против криминалот и корупцијата и сите останати клучни елементи. Сите останати елементи кои што се значајни за секој човек и за државата. Кој има најголем капацитет да го реши вашиот проблем? Тоа помислете си го. Оној кој
највеќе се труди за обезбедување на развој, придонесува за напредок на економијата, воведување на стандарди во образованието, пристојни услови во здравството, оној кој е секогаш со земјоделците, или оној кој никогаш во минатото не им даваше на земјоделците субвенција, оној кој ги сметаше земјоделците за вишок во општеството, оној кој што се гледаше како елита, а земјоделците некои на маргините на општеството. Се сеќавате, драги пријатели, кога во 2006 во владата влезе ВМРО. Веднаш направивме ребаланс во кој што ги изголемивме парите за земјоделците. На СДС ми се виде дека тоа е многу пари, дека тоа се пари што непотребно се трошат, дека тоа е сулуда работа се дава толку пари за земјоделците. Па ни око да им трепне, дадоа изјава, напаѓајќи на нас, дека ние сме биле земјоделска влада со црковна конзервативна проминенција. Земјоделска влада. Па, драги пријатели, ние имаме земјоделска држава. Најголем дел од нашите граѓани живеат и обстојуваат од земјоделието. Тоа тие луѓе во Скопје не го гледаат. И покрај тоа што опозицијата сака да не навлече на некои други теми, јас нема да престанам да зборувам за темата економија, бидејќи тоа е областа која обезбедува прогрес и создава нови шанси за секој граѓанин. При моите чести теренски посети, никој досега не ме прашал за некои апстрактни и замислени теми за кои најчесто дебатира опозицијата. Но затоа побарале да помогнеме за нечие вработување, побарале да се изгради некој пат, побарале водовод, побарале канализациона мрежа, побарале реконструкција на училиште, побарале нова амбуланта, побарале амбулантни возила во нивниот крај, побарале многу работи за кои што ние колку што можевме и најмногу што можевме им излегувавме во пресет. И секога сме наоѓале заеднички решенија и со земјоделците, и со тутунарите, и со возарите, и со градинарите, сточарите, и со работниците, со синдикатите, и со оние кои бараат работа, невработените. Затоа што нашата основна задача како политичари е да понудиме решенија на проблемите, а не празни фрази од типот дека ќе го спречиме иселувањето, а не кажуваме како, или пак да кажеме подобро да не кажеме од типот оние на Заев, дека тој ќе донел толку фабрики што ќе го спречил иселувањето, а во Струмица една не донел фабрика кај што е 11,5 години градоначалник и е на власт. Најголемиот повеќе деценијски проблем е невработеноста. Област каде имаме голем напредок, но и област каде најмногу ќе продолжиме да бидеме фокусирани и во наредниот период. Отворањето на нови можности за успех на секој поединечно, индивидуален успех, за реализација на плановите на секој поединец е нашата основна задача. За сето ова имаме прецизен одговор содржан во нашата програма наречена реално. А се вика реално затоа што е реална, затоа што пресметани се сите проекти, се е добро прецизирано, неколку пати премерувано, пресметувано, за да не испадне дека нешто ветуваме, а не можеме да го исполниме. Напротив, имаме многу работи неветени, кои што не сме сигурни дека можеме да ги исполниме, а ќе се обидеме да ги исполниме и да изненадиме позитивно, како што тоа сме го правиле и во минатото. Економијата е поле кое мора постојано да се развива и ние ќе продолжиме да го правиме тоа. Новите проекти од програмата се најсериозниот одговор за потребите на граѓаните. И затоа така ќе продолжиме како што теравме и во минатото. Оваа влада е пред се економска влада, земјоделска влада, влада која се грижи за здравството, образованието, за многу други дејности кои што им се важни на луѓето. Економија и се што е поврзано со економија. Па така, во минатите години обезбедивме 1 милиарда евра, поточно 1 милиарда и 55 милиони евра, подршка за македонските земјоделци и македонското земјоделие. Тука се субвенциите и мерките за рурален развој. Го намаливме ДДВ-то за сточна храна од 18 на 5.
и на храна за добитокот. Изработивме дополнителна стратегија за подигнување на квалитетот и зголемување на земјоделскиот род. За следниот мандат, помеѓу останатото, предвидуваме и воведување на професионални земјоделски советници. Што тоа значи? Тие ќе се базираат и ќе функционираат на база на матичните лекари. По капитација, значи по глава, колку земјоделци ќе се запишат кај еден професионален земјоделски советник, толку ќе зимаат пари. Така што, секој земјоделец ќе може да си одбере свој професионален земјоделски советник. Ако е задоволен од него, ќе продолжи со него. Ако не е задоволен, ќе си најде друг, ќе го откачи првиот, ќе се запише кај друг. Првиот ќе зима помалку пари за тој земјоделец, новиот ќе зима повеќе пари. Значи, ќе има меѓу нив конкуренција. Конкуренција која што треба да ги натера да се борат за земјоделецот, а борбата ќе биде само преку тоа што ќе му даваат добри земјоделски совети и добри економски совети. Тие земјоделски советници, почитувани пријатели, прво ќе треба да имаат завршено високо образование, земјоделски или економски факултет. Второ, ќе треба да поминат преку специјален курс кој ќе трае неколку месеци, со обемни предавања од врвни предавачи не само од земјата, туку и од надвор. Потоа ќе треба да полагаат испит и да добијат лиценца. За полагање на испитот ќе треба да користат и домашна и напредна странска литература, веќе и во најголем дел преведена на македонски јазик. Ќе треба да познаваат добро англиски, за да може да го следат преку интернет, да ги следат најновите научни истражувања во областа на земјоделието, за да може да му пренесат на земјоделецот што е најдобро. И тоа познавање ќе треба да го докажат со меѓународен сертификат. Потоа, откако ќе ја добијат лиценцата, ќе добијат област каде што тие ќе бидат застапени и ќе добијат и други конкуренти. Па секој еден земјоделец ќе си одбере кај кој советник сака да биде запишан. Советникот ќе мора 4 пати во годината да доаѓа на специјални нови обуки за најновите научни достигнувања, бидејќи науката постојано оди напред. И тие мора да го држат чекорот со тоа, за да може да им го пренесат тоа на нашите земјоделци. Ќе мора 3 до 4 пати задолжително да го посетат земјоделецот на нива, да ги видат неговите состојби, родот, како оди, што оди, има ли проблем, како да се подобри проблемот. Плюс, освен задолжителните, кои што се 3 или 4 пати годишно, тоа ќе се утврди со закон, ќе треба и ќе мораат да доаѓаат и по повик на земјоделецот ако му требаат. Ако му треба да им се јави телефонски, да им каже имам проблем, на нивата има некоја болест на мојот род, ве молам да дојдете, да го видите и да ми дадете совет. Тој ќе мора да дојде. Ако не дојде, друг советник, овој уаут, помалку пари, парите на другиот советник што ќе дојде на нивата. Значи, драги пријатели, досега земјоделците за главен сојузник го имаа ВМРО ДПМН, владата на Република Македонија предводена од ВМРО и од коалицијата. Сега ВМРО ДПМН и коалицијата ви создаваат нов, овој пат многу стручен советник и поддржувач, кој треба да ви помогне како во делот на добри земјоделски практики, така и во економскиот дел. Да ви даде совет кои сорти на производи се најдобри за да се сада за следната година. Да ви даде совет што бара пазарот, зашто има вишоци, зашто има кусоци на пазарот, што следната година ќе биде интересно да се посади и така натаму. Така што правиме, создаваме со закон една нова институција и еден нов, голем и значаен сојузник на секој еден земјоделец во Република Македонија. Драги пријатели, знаете дека досега дававме можност за набавка на трактори, на механизација и на слични работи, опрема земјоделска по принципот 50-50. 50% плаќа државата, 50% тракторот го плаќа земјоделецот. По формирањето на новата влада ќе стане од 50-50, 60-40. 60% државата, 40% земјоделецот. Досега со оваа мерка се набавија над 2000 трактори
и над 7700 парчиња на друга земјоделска механизација. Верувам дека со новите услови уште повеќе ќе се набават. Го зголемивме буџетот во образованието за над 72%. Воведовме бесплатно образование, бесплатни учебници за учениците, бесплатен транспорт за учениците. Изградивме 74 нови училишта во Македонија, а реконструиравме 400 основни или средни училишта, за што инвестиравме 50 милиони евра во овие години. Обезбедивме можност за здравствено осигурување за секој граѓанин, а обезбедивме и цените на лековите да се намалуваат. Во време на СДСМ, се сеќавате, имавме само раст на цените на лековите. Никогаш немаше намалување на цените на лековите. Сега, во време на ВМРО, 10 пати поред се намалуваат цените на лековите. Имаме намалено цени на 4700 лекови и заштета на граѓаните што ги плаќаат за 33 милиони евра. Значи 33 милиони евра годишно остануваат во џебовите на македонските граѓани, наместо да одат во џебовите на олигарсите блиски до СДСМ. И на нив ништо не им фали. Се уште имаат профит, се уште си работат, немаат отпуштено еден работник, заработуваат, нека име алау за работката, но не екстра заработувачки на грбот на народот, на грбот на болните. Тие екстра заработувачки некому му беа важни во минатото, за да има што да дели. За да има Македонија беше единствена земја во која што не се контролира цените на лековите. Тоа се смени, цените паѓаат и ќе продолжат да паѓаат, затоа што владата на ВМРО се грижи за тоа. Драги пријатели, една од најважните работи за сите нас, може би број еден важна работа е невработеноста. Ќе ве потсетам, таа беше највисока во Европа, овде во Македонија, 38,7%. Немаше повисока во Европа, а да не е Африка, веројатно немаше ни во светот да има повисока. До тогаш, до доаѓањето на ВМРО, невработеноста континуирано растеше. Од доаѓањето на ВМРО, невработеноста континуирано паѓа. Во 2006 година, во Македонија имаше 560.000 вработени лица, регистрирани вработени лица. Денеска има над 720.000 регистрирани вработени лица во Македонија. Невработеноста ја зголемивме за над 160.000 ново отворени работни места. И тоа, внимавајте во какво време. Светска економска криза, европска должничка криза, 2 години политичка криза внатре во земјата. И баш во овие 2 години, од тие 160.000 нови отворени работни места, отворивме 39.000 нови работни места во целиот период на политичка криза создадена од СДСМ. Така и ќе продолжиме. За наредниот мандат предвидуваме отворање на најмалку нови 70.000 нови работни места. Најмалку 70.000 нови работни места. Направивме земја со најниски даноци на планетата Земја. Бизнес Инсайдер, кој што е издание на Светскиот економски форум, базиран на податоците на ММФ и Светската банка, објави годинава ранг листа на земји со најниски даноци. Прва во светот со најниски даноци, со ефективна даночна стапка од 7,4% е Република Македонија. Па потоа е Катар, Обединените арапски емирати, оние што имаат многу нафта, газ и така натаму. Ефективната даночна стапка е одраз, еден збир по една формула на сите даноци во Македонија, еден просек изваден од сите даноци, но и даночни ослободувања. Драги пријатели, овој тек на држава со најниски даноци ќе продолжи и понатаму. Ние, да ве потсетам, го укинавме и данокот на добивка за микро и мали бизниси со приход од 3 милиони денари. Планираме и нови намалувања на даноците, нови намалувања на ДДВ, нови намалувања на царини и така натаму. Овозможивме легализација на бесправно изградените објекти на територијата на цела Македонија. И не ги делепе луѓето дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, бошнаци, срби и така натаму, затоа што за нас сите се исти. Овие приказни на Заев,
дека ние сме зборувале против кантонизацијата, бидејќи сме биле националисти, се без основа. Ние во овој период покажавме дека сме еднакви кон сите. На сите ги покачувавме пензиите, на сите ги покачувавме платите, на сите им дававме субвенција во земјоделието. Од никого не делевме и никој не го прашувавме што е поетничка заедница. На сите помагавме. Кога имаше поплави, одевме и во Штипско, одевме и во Шипковица, одевме и во Новаци, одевме и во Мала и Голема Речица, помагавме кај ќе стигнеме на секого. Приказната за националисти е приказна без да држи вода. Затоа што оваа партија и оваа коалиција е коалиција што се бори за сите граѓани. Но ако некогаш предупредиш на нешто што може да и се случи на државата негативно, тоа не значи дека си националист. Тоа значи дека правиш едно рано предупредување за некои залутани луѓе во политиката кои по секоја цена сакаат да дојдат до функција која што си ја замислиле во нивната глава, без да тоа мислат дека дали народот ќе им го возможи или не. Драги пријатели, овозможивме исто така легализација на дворните места. Илјадници граѓани си ги легализираа своите дворови, кои преходно не можеа да ги легализираат. Дури дворните места, односно земјиштето под куките. Понатаму, легализација на земјиштето под и околу индустријските капацитети. Легализација на земјоделски возила. Овозможивме исто така да се намалат царините и акцизите за да може да се увезат ефтини автомобили. Пред тоа беше баук да се купи автомобил. Овозможивме со намалување на царините, на акцизите, на ДДВ-то и така натаму, да влезат над 280.000 нови возила. Луѓето добија коли, многу луѓе за прв пат. Некои ги заменија старите коли, стари по 20-25 години. Зошто тоа не го правеше СДСМ? Зошто не направија легализација на дивите градби? 50 години луѓе чекале да дојде до таков момент, се снаоѓале низ животот колку да преживеат. Зошто не им овозможи да си купат поевтини коли? Што изгуби Македонија од тоа? Што изгуби буџетот од тоа? Напротив, доби повеќе, затоа што порасна бројот на возила кои што се увезува во еден краток временски период. Драги пријатели, ветивме и спроведовме еднократен отпис на долгови. Помогнавме да се отпишат долгови заради кризата која што имавме, како последица на кризата, на над 15.000 семејства веднаш по изборите во 2014, баш онака како што ветивме во нашата програма. И ослободивме илјадници граѓани од 30 милиони евра кои требаше да ги платат, а кои со закон ги ослободивме, за да помогнеме и граѓанинот да види нешто придобивка од борбата за намалување на последиците од кризата. Започнавме и во длабока фаза сме на градба на 3 автопати. Скопје-Штип, Демиркапија-Смоквица и Кичево-Охрид. А во следниот мандат ќе започнеме нови 3 автопати. И тоа Скопје-Блаце, Кичево-Гостивар и исто така ќе започнеме и со уште еден автопат кој што ќе биде помеѓу Струга и Требениште. Но покрај тоа ќе се градат и многу други експресни регионални патишта, ќе има 6 експресни со 4 ленти, обнова на многу регионални и така натаму. Изградивме и реконструиравме над 510 километри регионална патна мрежа и над 750 километри локална патна мрежа. Пензиите во просек ги зголемивме за 70%. Пред нас само се намалува, односно се намалуваа пензиите. Сега се зголемуваат. Најниската пензија ја зголемивме за 90%. Она што исто така го планираме во наредниот период е проектот наречен Рурални развојни зони. Еден од проектите кој што ќе даде неверојатен нов силен импулс во намалувањето на невработеноста и отварањето на нови индустријски капацитети, хотели и други места каде што ќе се вработуваат луѓе. Што овој проект ќе значи за македонските села, за македонските рурални места, но јас би рекол и за сите места во Македонија. Еве, конкретно за Валандово. Проектот предвидува во секое населено место помало од 10.000 жители да се дадат услови
исти и подобри отколку во технолошко индустријско развојните зони. И најблиските и најоддалечените села од градот Вавандово ќе ги имаат условите и тоа ќе трае 5 години. Значи 5 години ќе биде ова неповторлива и можност што никаде ја нема. Во тие 5 години секој еден кој ќе започне да гради или односно ќе склучи договор со државата за градба на индустријски капацитет, независно колку е големе, дали е со 5 вработени, со 50, со 5000, негова работа. Секој еден кој ќе изгради нов индустријски капацитет, кој ќе изгради место каде што ќе вработи луѓе, во било кое село во општината Вавандово, и оние најблиските до градот, ќе има 10 години ослободување од плаќање, 100% ослободување од плаќање на персонален данок на доход, 100% ослободување од плаќање на данок на добивка, 50% ослободување од плаќање на придонесите. Придонеси за пензиско, за здравствено и за вработување. Понатаму, ќе добие грант, финансиски грант од државата за ново отворени работни места по 2000 евра, а ако вработи стечајци по 4000 евра. Ќе добие исто така, ќе добие и други можности, други услови, нема да плати комунали, ќе му биде изграден од државата пат ако го нема до таму, или водовод, или било што, ако се одлучи за некое село каде што тоа го нема. 3 години ќе има бесплатно осигурување од пожар и редица други работи, значи, вклучувајќи, да не заборавам, и 10% учество во градбата или набавката на опремата, до максимум 500.000 евра. Значи, државата ќе партиципира во неговата фабрика со грант од 10% од вредноста на фабриката, или хотелот, или друг земјоделско-откупни центри, исто така, ќе бидат дел од таа листа. 10% од градбата и од опремата што треба да ја внеси во самиот објект, во фабрика, во индустријски капацитет, хотел, откупно-дистрибутивен центар и други кои што се веќе наведени во програмата. Така што ова е проект кој што ќе ги заживи селата. Со тек на време, тоа нема да биде преку ноќ. Фабрика не се гради од денес утре. Но во еден период од 5, 6, 7 години, бидејќи некои ќе склучат договор во петата, па во наредните 3 години ќе го завршат капацитетот фабриката. Така што во наредните 5 до 8 години, вклучувајќи ги наредните 4 години, Македонија ќе добие невидена шанса до сега. Ќе добие многу нови капацитети за кои може да конкурираат и домашни и странски инвеститори и немаат никакви услови. Единствениот услов е практично да нововработените, што ќе ги вработи, да бидат 80%, најмалку 80%, луѓе што биле на агенција за вработување најмалку 6 месеци, за да не им ги презема на другите кои што веќе работат и плаќаат даноци, не ги уживаат тие привилегии. Значи, од вработените 80% мора да се пријавени на агенција за вработување минимум 6 месеци. И исто така ограничување е што не смее да затвори една, па да си отвори друга, да си ги пребаци вработените или опремата и да рече, ај сега дајте ми на мене оваа привилегија, тука затворив, тука отворив и така натаму. Тоа нема да биде дозволено. Сето друго нема никакво ограничување и секој еден бизнисмен од Македонија, од странство, од диаспора, од кај сакате, што ќе отвори некоја фабрика, ќе биде добре дојден, државата ќе му помогне финансиски и со ослободување од даноците. Драги пријатели, исто така значаен проект е проектот Капка по капка. Владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе овозможи за секој земјоделец што сака да набави систем капка по капка 80% од трошоците да му ги плати државата. Системот капка по капка го удвојува, го утројува, а некојаш 4-кратно е поголем приносот на многу земјоделски производи. Сакаме да помогнеме македонскиот земјоделец да има со исти труд, помали трошоци, бидејќи количеството на вода се заштедува,
и многу поголем принос, многу повеќе производ и поквалитетен производ, затоа што системот капка по капка овозможува поквалитетен производ. За оние пак што се занимаваат со одгледување на добиток, сточарство, предвидено е 80% државата да им ги плати трошоците ако набават високо приносен добиток. Ако решат добитокот кој што им е ниско приносен, крави, овци, кози и така натаму, да го заменат со високо приносен добиток. 80% од трошоците за набавка на нов добиток ќе го покрие државата, со цел да помогне на македонскиот земјоделец. Да помогне да има повеќе млеко, да биде поквалитетен, поголема заработка, позадоволен, посреќен и попросперитетен. Тоа сакаме да го постигнеме. Исто така, почитувани присутни, сакам да напоменам дека со новата влада ќе го зголемиме субвенционирањето за заштита од енергетска сиромаштија, при што од сегашните 900 денари, постепено тоа ќе расти секоја година и ќе дојде на 1200 денари во 2020 година. Минималната плата ќе се зголеми постепено секоја година до 2020 и ќе достигне 14.000 денари, освен во текстилната и кожарската индустрија, каде ќе биде 13.500 денари. Предвидуваме изголемување на платите во јавниот сектор за 10,25%, изголемување на пензиите на пензионерите, исто така за 10,25%. Планираме градба на нови 140 детски градинки низ Македонија. Планираме 6 нови експресни патишта со 4 ленти. Планираме гасификација. Предвидуваме изградба, веќе ја почнавме гасификацијата, веќе се изгради од Куманово до Штип, се гради од Штип до Неготино, при крај се потпишување на договори за од Неготино преку Кавадарци, Прилеп и Битола и од Скопје, Тетово, Гостивар, наред е потоа градба на гасовод од Штип, Хамзали, Струмица до Гевгелија и грчката граница и други гасоводи низ Македонија. Така што одиме на тоа, но одиме и на еден проект кој што веќе започна, а тоа е Купи куќа за млади. Владата на ВМРО ДПМН веќе донесе закон со кој што веќе стотина семејства го искористија. Секој млад човек до 35 години што сака да купи куќа и ги исполнува условите на законот, според висината на кои што се поврзани со висината на приходите, да може да земе кредит на 20 години, во првите 8 години државата да му ги покрие 80% од ратите за кредитот и камата и главница, а во наредните 3 да му ги покрие за 50%. И тоа веќе тргна. Тука не чекавме да дојдат изборите, но по изборите ќе тргне уште една работа, а тоа е проектот Купи куќа за над 36 години. За оние што имаат над 36 години, на кои што 10 години ќе им се дава субвенција за кредитот. 65% во првите 7 години и 35% во наредните 3 години, за да може да дојдат до свој дом, да изградат своја куќа, да ја надградат, прошират или слично. Почитувани присутни, во Валандово во овој период се направија многу работи. Се решија доста проблеми, но многу и останаа. Вие ги знаете оние кои што се завршија. Јас ќе се фокусирам на оние кои што доаѓаат моменти значени за Валандово. Ја доделивме концесијата за експлоатација на бакар на локалитетот Казендол, зашто веќе се ангажирани 30, а ќе бидат ангажирани директни 100 и индиректни 150 вработувања, што значи вкупно 250 вработувања од овој регион поврзани со Казандол. Собственикот на концесијата има уште една помала концесија во близина на таа, така што во иднина планира и уште еден помал рудник, така што бројот на вработени тука ќе расте. Инвестицијата што ќе ја вложи е 32 милиони денари и веќе се работи на ископот на рудникот, односно на неговото отворање. Во соработка со општина Валандово ја основавме индустриската зона во Јосифово, каде се продадени сите парцели и се очекува вработување на најмалку 100 граѓани. Предвидуваме вложување на над 500.000 евра
во изградба на мост и реконструкција на регионалниот пат Р110 на Калковска река. Дополнително, ќе го реконструираме патот кој ги поврзува Горно Јосифово и Јосифово, како и патот од влезот на Грчиште до црквата. Комплетна реконструкција на патот со нов асфалт, со рамнење, со следување. Ветуваме и изградба на секундарна канализацијска мрежа во Балинци и Брајковци. Планираме рехабилитација на пумпната станица Страиште, со што ќе се овозможи наводнување на 450 хектари земјоделско земјиште. Значи, целосна рехабилитација на тој систем. Во капиталниот проект за наводнување на Јужната Вардарска долина на реката Вардар ќе се овозможи наводнување на нови 4.500 хектари земјоделско земјиште во атарот на Воландово и дел од општините Гевгелија и Богданци. Инвестицијата за ова ќе биде 20 милиони евра за 4.500 нови хектари земјоделско земјиште наводнување. Ветуваме и до изградба на градскиот пазар, кој го работиме со општината во вкупна вредност од 9 милиони денари. Ќе вложиме 400.000 евра во градежни работи, како и набавка и инсталација на нова опрема за потребите на трафостаницата во Ландово, со што ќе се подобри снабдувањето со електрична енергија за сите потрошувачи од овој регион. Се планира и отворање на 2 детски градинки, од кои едната ќе се отвори во бојмиските населени места. Ќе се изгради и нова училишна спортска сала во основното училиште Страшо Пинџур во Јосифово, во вредност од 23 милиони денари. Ќе се изградат и 2 баскет игралишта во општина Валандово. Во рамките на проектот за гасификација на Македонија, како што кажав, ќе се гради гасовод кој ќе поминува низ овој регион, со што природниот газ ќе стане достапен и за граѓаните на Валандово, но и за земјоделците кои што ќе може со пониски трошоци на гасот да ги загреваат оранжериите. Со проектот, како што кажав, рурални развојни зони, ги офаќаме сите населени места во Валандово: Градец, Барамбос, Кочули, Башибос, Удово, Грчиште, Јосифово, Прстен, Собри, Чавакли, Казандол, Татарли, Дедели, Марвинци, Честево, Балинци, Брајковци, Раброво, Валандово, Пирава. Сите населени места во општината, сите села ќе бидат офатени и со овој проект лицата кои сакаат да отворат бизнис, да изградат нешто, некој капацитет во овие подрачја, ќе ги добијат оние бенефити, оние користи кои што ги набројав. Ке има и многу други работи, драги пријатели, но се задржав само на дел од нив. Почитувани присутни, го слушам како секојдневно се закануваат, вжештуваат, не бираат зборови, лично ме навредуваат мене, моите соработници, ги вмешуваат нашите најблиски од семејствата. И ова е финалето. Финалето на она што преходно го трпевме 2,5 години. На целата таа тортура, бранови на невистини, на измислени работи, на полувистини, грди навреди и шпекулации. Некој ме прашува до кога ќе им молчите, зошто и вие не почнете да ги навредувате и да им го правите истото. Сакам да кажам, тие луѓе кои се закануваат и навредуваат се слабаци. Луѓе што навредуваат и се закануваат се слаби луѓе. Тоа се луѓе во очај, на кои времето им одбројува. Само слаб човек си дозволува да навредува и да се заканува. Човек на кој што времето му е одбројано, и човек што е во очај, и човек што е слаб. Денес сме 25 ноември. Уште само 16 дена до завршетокот на нивното време на навреди и заплашувања. Се ближи крајот на кризата, а одговорот за сите навреди пристигнува одговорот на народот, кој ќе биде многу громогласен и многу јасен и многу недвосмислен. Овие избори се референдум.
Во 1991 година имавме еден успешен референдум и создадовме држава. Во 2005 имавме еден неуспешен референдум и знам дека многумина кои не гласаа денеска се каат. На сите кои размислуваат трезвено и објективно, им беше жал што пропуштија можност се до овие избори. Овие избори се трет референдум во Македонија. За Македонија силна, за Македонија напредна, за Македонија суверена. Од тебе зависи во каква Македонија сакаш да живееш. Изборот е многу јасен и многу очигледен. Една опција која креира кризи, другата опција која работи, помага, се грижи и создава. Една опција која се е омраза, друга омраза и поделеност, друга која е посветена на конкретни работи, проекти да го подобри вашиот живот. Една опција која се занимава со деструкција и со конфликтност. Друга која ги решава секојдневните проблеми на граѓаните и се грижи за нивните интереси. Само запрашајте се на овие избори. Едно едноставно прашање. Со кого ќе ми биде подобро? Не кој е идеален, нема ангели, нема идеални, сите сме луѓе, сите знаеме да сгрешиме. Прашајте се само со кого мене лично и на моето семејство ќе ни биде подобро. Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? ВМРО или СДСМ? Кој ќе отвори повеќе работни места? ВМРО или СДСМ? Кој повеќе ќе се грижи за земјоделците на основа на досегашното искуство? ВМРО или СДСМ? Кој ќе изгради нови патишта, болници, училишта? ВМРО или СДСМ? Врз основа на минатото има и тие шанси, имавме и ние шанса да добиеме доверба од народот. Кој ќе обезбеди повисоки плати и пензии? Па прашајте се колку се зголемија платите и пензиите во време на СДСМ, а колку во време на ВМРО ДПМН е. И конечно, на кого повеќе му држи зборот? Кој држи додадениот збор? На кого може да му се верува? На СДСМ или на ВМРО? На Заев или на мене? Кој може да го направи сето тоа? Ова е едноставен избор. И јас знам дека сите вие, дека секој од вас знаете што е подобро. Што е подобро за вас, за тебе и што е подобро за Македонија. Затоа што носиме одлука, една одлука за вас си носите и за вашето семејство и одлука за Македонија. Да се живи и здрави, да живее Ландово, да живее Република Македонија, да продолжиме со успесите, со надградбите, со решавањето на проблемите, со одењето напред. Да се живи и здрави. Благодарам. Знаеш што е